Синај, каде што исто така се најдени една или две копии од овој камен. Значи, тоа се сложува и археолошки. На крај се подпишува царот, доста убаво. Значи, ова го издава фараонот, заштитник и наследник на светлосната искра на нашето име. Значи, тоа завршува текстот. Сега можеме понатаму да продолжиме. Ова е повторно тој дел од текстот, можеме понатаму. Еве од возоснова на она што се досега ни беше главна забелешка, затоа да размерихме малку редоследот. Ние прво кажувавме за боговите, па после тоа кажувавме за некои граматички правила. Еве сега целиот текст, па од целиот текст што вадиме како заклучок и последница на она што го читаме. Повторно да напоменам дека единствена наша предпоставка која што ние ја правиме, значи не правиме предпоставка како изгледаат знаците. Единствена предпоставка што правиме е дека, земајќи го предвид фактот дека Птоломеите потекнуваат некоја од територијата на Балканот, поточно 50 на километри јужно од Битола, она што не се менува во јазикот се согласките и самогласките. Најдобри податок дека согласките и самогласките следат некоја периода од 6000 години. И ние не предпоставивме дека најдеме наши овој зборови се уште живи, да ни накрај паметно ни беше. Тргнавме да го бараме јазикот, ги озвучивме во основа на тие предпоставки. Само согласките и самогласките најверојатно се уште живи, а да напоменам дека постои некој докторат од господин еден од Холандија, кој што тврди дека и ден денес во Македонија, во Девчанско, во Мијачкиот крај и делот на Иоцко се зборува на јазик кој што содржи 8 самогласки, тоа истите овие, кои што ги имаме овде. Тој докторат е познат, објавен, значи не зборуваме, тоа е само еден придонес на она што ние го тврдиме, инаку претходно не го немавме тоа да кажеме. И со таа единствена предпоставка и потоа озвучувањето кое што следи, еве денес сме присутни на крајниот резултат на ова излагање. Значи имаме цел текст кој што понатаму произведува некои други заклучоци. Имаме најверојатно привилегија после подолго време да ги видиме имињата на сите богови на древните македонци. Првиот е одева на десно богот Зе, кој што значи има повеќе имиња, значи некојаш сонце, односно повеќе значење. Значи некојаш сонце, значи некојаш оној кој што гледа се, некојаш значи врховниот. И тоа е проблемот зашто овој текст досега многу луѓе не многу е, ниту еден него има до крај проучено, затоа што имаме јазик кој што прво е слогов, второ секој слог може да има повеќе значење во зависност од контекстот и само некој кој што знае природата на јазикот кој што е најблиска до јазикот на кој што го пишува, може да го осознае. Еве зашто вериме дека Зе е врховен бог. Него му се обраќаат со истите епитети како што се обраќаат кон фараонот. Само фараонот е оној кој што најдолго живее, односно бесмртниот, а богот Зе е оној кој што е најсветен. И тоа при тоа тие разликуваат сончева светлина на пладна и сончева светлина при изгревање. Значи топла и ладна сончева светлина. Знато има за тоа што се разликуваат. Блиски само се разликуваат меѓу себе. По функција тој е богот на летата. И ден денес во Александрија, чиј што заштитник е Зе, патронатот се слави на 1 август. Тоа е денот на Александрија. Богот Зевс најверојатно не е патрон на Александрија, затоа што неговиот фестивал грците го слават, да го славиле на крајот на годината, кој што било зимските месеци. Овде имаме фестивал на богот на летата, и тој е богот Зе. Зе и Зевс се разликува, се слични само по сличност, не и по своји функции и она каде се појавуваат. Понатаму. Еве ги функциите на боговите, она како што ние ги осознаваме. Богот Са е богот на градините и лозите, богот Ве е бог на градителите, богот Во е бог на водите, богот Ви е бог на мртвите, богот Зе е сега богот на сончевата светлина, меѓутоа пладнената сончева светлина, богот Хо е таа е божица на писменоста, богот Джо е бог на животите, богот Ли е бог на шумите, листокапни, односно пандан на Осириос во грчкиот пантеон на богови,
Богот Лъче е Божица на светлостния зрак, односно Исиос, односно Исида. Позната кај нас. Богот Ка има најверојатно змееста форма, не змееста. Змееста форма има форма на змеј, се среќа веќе сумерите и најверојатно човор на домот. Пандан негов е богот Вар кај римјаните. Богот Ѓа е богот на војната. Затоа што сите термини воинствени, како војници, команданти и така натаму во текстот се поврзани исто со него, со Ѓа. Понатаму. Бидејќи имавме една привилегија, најпрво да прво прочитаме, најверојатно за прв пат, точното име на врховните египетски богови. Тоа се пандан на Осирис и на Изис во грчкиот пантеон. Исто така и привилегија да осознаеме дека нашите предци биле на високо, многу високо културно ниво, еве зашто го кажуваме. Тупацаве, односно на египтјаните, а на неца богот. Зашто велам за прв пат? Па за врховниот бог, споредено со модерната наука, врховниот бог кај египтјаните пандан на Осирис, спрема модерната наука, неговото име има вкупно, цитирам, 151 варијанти. Толку околу прецизност на наука. Тоа може лесно да се најде на интернет, нема тука нешто многу да модифираме. А неговата сестра, односно Изис, која што ние ја прочитавме како Анамета, има некој помалку, ама некои 78 варијанти. Да изговорам незиното име, каде што првиот глас е повтор на А. Понатаму следат 151 варијанта. Еве зашто велам на високо ниво. Значи, богот на египтјаните, Ананеца, оној кој што моите го нарекуваат богот Ли. Значи, ако богот има свој пандан во пантеонот на богови, веднаш се кажува кој наш бог одговара на тој египетски бог. И нормално е дека имињата на боговите, кај различни народи, различни јазици се различни, само нивните функции може да се исти во пантеонот на боговите. Имаме и обратен случај. Имаме на Аште богот Хо, значи на големата мајка ќерката, божицата Хо, односно божицата на писменоста, она која што вие ја нарекувате господар или и господарот на роца, на тврдиот запис. Господар на тврдиот запис на египетската митологија е Тот. Заради тоа што сега понатаму може да продолжиме, заради тоа што ова е божица на писменоста, затоа е најверојатно именката писменост. Од женскиот селиште кај нас, кај египтјаните може да проверите и генери се од машкини. Дали е тоа случајност или не, оставам понатаму времето да покажем, но тоа понакад директно следи од оно што го кажувам. Понатаму. Сега нормално имаме и имиња на територии, имиња на градови, но и имиња на нации. Територијата на Египет долго намачеше како се нарекува и не најдовме никаде Египто, прочем и не требаше да најдеме Египто. А Египто е грчко име за Египет и значи белиот град. Бидејќи грците немале поим за држава во тој период. А второто име за Мемфис, кој што бил пред доаѓањето на македонците главен град, било белиот град или градот со белите зидини. И едноставно името на главниот град го проширија на целата територија и денес Египет значи белиот град или Белград. Ние најдовме едно друго име, кој што стално се повторува, но тоа што треба да стои Египет, тоа е Ју-П. П е почва или земја. Ју е љубава и љубавка, затоа што спрема легендите големата мајка на египтјаните и имале голема мајка, кога се спуштила на земјата било исклучително убаво. И сите биле фасцинирани од незината убавина, преку на легендите. И ова е убава земја или земја на убавка. Затоа што Египет не е пустина, како што се вели